Поштовани гледачи, добар ден. Добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес сето она што ќе го презентираме како разговор и денешна тема ќе биде од ваша корис, уште повеќе што имаме интересна тема за разговор, а тоа е како да го заштитиме и да го зајакнеме својот имунитет во време на вируси и пандемија како што е моментално COVID-19. Исто така и во првиот дел од разговорот со денешниот мој соговорник, а веднаш ќе ви најавам, тоа е магистар по фармација Филип Ачковски. Ќе кажеме и за од неодамна неговата нова книга која што ја промовираше, се нарекува 50-100 или 50 здравствени совети за првите 100 години од животот. За исто така имаме едно изненадување за оној кој што прв подоцна која ќе кажеме ќе се јави во нашата емисија ќе добие на подарок една книга. Пред да го поздравам Филип и пред да започнеме со разговорот, бидејќи веќе започна кампањата на Сдруженијето Храбро срце, па би сакала и ние како емисија, односно како телевизија веќе ја поддржуваме кампањата, меѓутоа во мојата емисија да пуштиме еден од оние спотови кои што се направени како дел од кампањата. Ве повикувам да ја поддржите кампањата на Националното сдружение Храбро срце за подигнување на свеста за органодарителството како посебно хуман и благоден чин за спасување на човечките животи. Органодарителството значи продолжеток на животот на оние на кои може да им се помогне, односно не се вели напразно дека органодарителството и трансплантацијата се живот после смрт. Да ја подигнеме свеста за органодарителството и трансплантацијата како единствена алтернатива во одреден крајен стадиум на срцевата болест. Многу пати како народ сме ја покажале хуманоста. Поддршката на органодарителството нека биде уште една потврда на големината на секој од нас. Затоа, додека сме свесни, можеме да одлучиме да после нашето заминување од овој свет спасиме еден човечки живот, ако не и повеќе. Да, и ве го проследивте спотот од Сдруженијето Храбро срце, значи дарувај орган и спаси живот, значи разговарајте дома со семејството, објасните зашто точно станува збор, никако да се обидеме да подигнеме свеста на повисоко ниво. Сега да се вратиме на она што го напоменав на почетокот, значи со мене во студиото е магистар по фармација Филип Ачковски, кој што е задолжен денеска за онаа тема за која што ќе говориме, а тоа е имунитетот, како да го зајакнеме во време на вируси, пандемии и така натаму. Моментално знаете дека веќе сме во светска пандемија, коронавирусот или COVID-19. Па ќе ни кажа нешто повеќе околу тоа како и што треба да се однесуваме во секојдневието, кои витамини треба да ги консумираме и колку, за да го зајакнеме имунитетот. Меѓутоа на почеток, како првиот дел од разговорот ќе го посветиме на неговата најнова книга. Негде пред околу месец дена, Филип, ако не се лажам, беше промоцијата. Така е. Ова е тоа 50-100 или 50 здравствени совети за првите 100 години од животот. Господин Ачковски, пред известно време, значи, како што кажав, ја промовиравте оваа книга. Што е вашата цел во однос на нејзиното издавање и во однос на нејзината достапност до сите нас? Така е, ти благодарам Виолета за поканата во емисијата, за оваа тема која што е без дискусија актуелна и секако за можноста малку повеќе да продискутираме околу 50 еднакво на 100. Тоа е една збирка од здравствени колумни, 50 здравствени совети, популарно наречена за првите 100 години од животот. Не бидејќи бројката 100 е нешто кон што како заокружена целина се целиме сите ние, туку и затоа што навистина сметам дека она што е важно е независно колку години ќе проживееме, тие да бидат квалитетни, да ги проживееме во добро здравје, бидејќи секој оној период, момент, година или повеќе од животот, не дај Боже, каде што здравјето е нарушено,
едноставно ние имаме буквално нарушување на сите работи кои што сакаме да ги направиме и едноставно се губи, што велиме народски дражот, се губи задоволството во сите работи кога човек не е здрав, кога човек е болен, него го интересира само да го постигне здравјето и токму заради тоа една моја повеќе годишна работа и скоро година и пол дена работење на проектот Топ Едукатор беше сумирана во ова дело, се со цел да на еден практичен начин ги приближиме граѓаните до тоа што значи колку е важно да имаат поголемо разбирање за сопственото здравје, меѓутоа и здравјето на нивните семејства. Бидејќи сметам дека ако за некоја тема никогаш не е излишно да се зборува повеќе и повеќе, тоа е секако здравјето. Пред се мислам тука на сопственото здравје, здравјето на своите деца, женското здравје, најчести проблеми со кои што се соочуваме, тоа се значи теми кои што се обработени во оваа книга 50 еднакво на 100 и тоа обработени по принцип во кој што дискутираме многу повеќе за делот превентивниот дел, значи, а многу помалку за терапевскиот. Значи целта на оваа книга е луѓето да размислуваат како да ги спречат болестите, меѓутоа и како да ги препознаат симптомите, затоа што во некои случаи, како што гледаме и во тековната ситуација, многу е важно навремено да ги препознаеме симптомите, навремено да си помогнеме. Ова е книга меѓу другото што промовира и самопомош, меѓутоа и асистира кога треба да се јавиме на лекар, се со цел да не отиде ситуацијата во несакан правец и да можеме ние со што помалку штета да излеземе од одреден здравствен проблем. Накратко, кој е најважниот совет што треба да го добие читателот по читањето на оваа збирка текстови која што е посветена на здравството? На вашата промоција потенциравте дека единствено, како што и сега велите, здравјето е еден од клучните темели за достоинствен, среќен и исполнет живот. Која е најважната порака која што ја носи оваа книга? Збирката 50 еднакво на 100 не е книга во белетристички смисол што се чита во континуитет, што велиме ние кои што сакаме да читаме книги. Ако нешто многу ми се допаѓа, можеме и за едно попладне да прочитаме еден лесно читлив квалитетен материјал. Ова е една практична збирка на која што ќе се сетиме кога ќе имаме проблем или можеби кога некој од нашите блиски ќе има некој проблем или можеби ќе сакаме да го засилиме имунитетот како што е сегашната ситуација. Меѓутоа во секој текст она што е основата е да ја прифатиме сопствената одговорност, односно што е она што ние го правиме, а што може да не доведе во здравствен проблем. Да прифатиме дека сите ние можеме да придонесеме за сопственото здравје и здравјето на нашето семејство со начинот на однесување, со начинот на нашата исхрана, со нашите животни навики. Значи, ова дело советува едноставно да многу повеќе размислуваме за здравиот животен стил како начин на живот, кој што ќе ни овозможи меѓу другото да постигнеме и едно не само здравје, туку и воопшто среќа, бидејќи навистина е среќа да бидеш здрав и да можеш да си ги дозволиш сите тие мали задоволства кои што животот ни ги носи. Болниот човек честопати не е во можност се до тоа да го направи и заради тоа меѓу другото е важно ние да се однесуваме доста сериозно кон сопственото здравје и здравјето на нашето семејство и да промовираме еден здрав начин на живот и тоа континуирано да го практикуваме. Така. Го споменавте проектот Топ Едукатор. Како дојдовте на идеја да го реализирате и зошто токму името Топ Едукатор? Па навистина немав двумење кога одлучив на овој проект за подигнување на здравствената свест да му го дадам името Топ Едукатор. Јас веќе повеќе од 15-тина, 18-тина години работам активно на полето на здравството и во оваа активност која што во најголем дел се сочинува со дискусии, унапредување на терапии со здравствените работници, можевме да дојдеме до една констатација дека навистина има многу простор и потреба на нашето население да му се влијае многу во насока на подигнување на неговата здравствена свест. Тоа е уште повидливо и во вакви состојби кризни, ќе ги наречам слободно, и не е тоа претерување, во кој што гледаме колку е важно секој од нас да знае
да се грижи за сопственото здравје, да ги разбира причините зошто доаѓа до одредени заболувања, да знае како да се заштити, да знае како навреме да реагира. Се тоа ставки кои што ние во текот на нашата работа и на бројни настани и активности организирани не само со стручни лица, туку и со пациенти, можеме да констатираме дека навистина имаме многу простор во овој дел во смисла на подигнување на здравствената култура и здравствената свест. И можам да кажам дека сум среќен што работам и живеам во овој период од 21 век кога овие теми се повеќе и повеќе стануваат актуелни, така што едноставно овој проект Топ Едукатор за подигнување на здравствената свест сам од себе се изнедри, дојде до ситуација дека има простор, има потребна за него и одлучив да тоа биде една моја лична поддршка и помош на општеството и на здравствениот систем воопшто, бидејќи доколку креираме еден, сметам длабоко сум убеден дека доколку креираме еден добро образован пациент, тој навистина е од користи, од бенефит не само за него, туку и за целиот здравствен систем. Тој е пациент кој што разбира зошто се случуваат проблемите, разбира колку е важно да ги испочитува дадените совети од лекар, не е само до терапија, туку и како се користи. Разбира дека не треба да оди на лекар за било која настинка, за било која температура, за било кое течење во нос. Разбира меѓутоа и дека неговото настинато дете не треба да го прати во градинка, бидејќи го става во ризик не само него, туку и сите во околината. Значи, тоа е пораката на овој проект. Подигнување на здравствената култура на секој од нас, на што на крајот би помогнало и за едно подобрување на здравствената состојба воопшто. Ќе продолжите ли со проектот Топ Едукатор и кои се следните цели? Проектот Топ Едукатор нема причина да биде прекинат заради тоа што здравјето е една тема која што не може да се исцрпи, вонвременска е и постојано ќе се јавуваат некои работи кои ќе бидат поактуелни или не. Сега може би е COVID-19 актуелно, во иднина ќе биде нешто друго. Така да независно каква и што е ситуацијата и сите проблеми со кои што сите сме соочени во нашето работење, не само во животот, ќе направам напори и во овие услови да се продолжи со секојдневна комуникација, дали ќе биде тоа ТВ комуникација, дигитални медиуми, социјални медиуми и слично, со цел да се продолжи со унапредување на здравствената свест и култура и здравје Боже, се надевам поскоро кога ќе се отворат можности за безбедни собири со заинтересирана популација да продолжиме. Јас и се надевам мојот тим во Топ Едукатор проектот да шириме оваа благородна мисија на унапредување на човековото здравје и здравствената култура воопшто. Би посакувам да биде така, бидејќи тука некаде ќе завршиме со првиот дел од разговорот околу објаснувањето за сето она што го нуди книгата и сега тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи сите оние кои што не следат, кој прв ќе се јави во програма, секако ќе ја добија на подарок книгата 50-100 или 50 здравствени совети за првите 100 години од животот. Навистина, јас немав можност претходно да ја добијам Филип, меѓутоа пред да започне емисијата, успеав вака да разгледам, навистина има многу корисни работи што може да ни се најдат во секојдневието кога ќе имаме некој проблем. Еве, за сите оние кои што не следат, оној што прв ќе се јави, кажав, ќе ја добие книгата на подарок. Сега преминуваме на она што е актуелно, за жал веќе 8 месец, така, се наоѓаме во пандемија на COVID-19, се соочуваме со една сериозна здравствена криза. Што би им препорачале на нашите граѓани, на сите оние кои што не гледаат околу справувањето со пандемијата? Па добро, верувам дека во овој период со оглед на огромната медиска поддршка која што му се даде на целиот овој проблем. Навистина, да се извинам што ќе ве прекинам. Толку многу говориме, значи, јас мислам дека веќе се изморивме од тоа да говориме колку тоа треба, како треба, што треба и се уште дел од граѓаните никако да сватат како и што треба. Зошто, што се случува? Толку ли имаме несовесни граѓани, меѓутоа ајде го имаме гледачот да го приклучиме, па ќе се посветиме на темата. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавувам за книгата. Така, кажете ми само име и презиме. Јас сум Филиповска Викторија. Добро. Дали сте од Скопје? Не сум од Скопје, од Охрид сум. Од Охрид? Ама ќе ми кажете како можам да земам. Може некој да ја земе во ваше име,
ќе каже дека ја зема за вас некој што е тука во Скопје и ќе дојде во телевизија, веќе може од утре. Извинувам, кај се наоѓа тебе сонце? Еве на истиот број ќе им го дадете, ќе се јават и ние ќе им објасниме каде точно да дојдат. Тоа е во аеродром позади Американ коледж. Супер. Други така. податоци требите или само име и Не, презиме? само уште еднаш ќе ми го кажете името за јас да го забележам за мене. Филиповска Викторија. Викторија. Добро, ви благодарам. Од Нешто Охрид. нешто да прашате? А беше да прашам, јас сум поборник на овие здрави рецепти и све и така се пробам. Ај рекол да видам ако може да ако ве гледам често, сонце го гледам. Така. И чим ми слушам некои вакви, мислам, рецепти за здравје, за подобар живот, све тоа ме интересира и ај рекол ќе пробам. Епа супер, бидејќи книгава што ќе ја добиете навистина има многу корисни здравствени совети и се надевам дека нема да користите, меѓутоа добро е да ја имате и да бидете информирани што се треба и како треба во случај да има некој проблем. Ви благодарам што се јавивте. Добро, фала ви и вас. Значи ќе дадете број уште еднаш на она личност која што треба за вас да ја подигне книгата, ќе се јави во нашата телевизија кај нашата секретарка и нашата секретарка ќе објасни каде точно да дојде и ќе ја достави книгата до неа, пак таа нели ќе ја донесе вас за да нели си ја добиете како подарок. Филип, ајде да одговориме на она прашање за кое што почнавме. Значи, што би им препорачале на нашите граѓани во однос на пандемијата? Како што кажавме, има многу кои што не се сериозни. Па добро, малку е тешко премногу новина или топла вода да се измисли откако се споделуваат секојдневно енормни количини на информации. Меѓутоа, сепак, она што би сакал да го кажам, и нема да биде во насока на тоа што го слушаме секој ден, носете маски, одржувате дистанца, мијте раце, хигиена и слично. Значи, тоа се работи кои што значи тоа не е гаранција дека ние ќе бидеме сигурни и безбедни. Тоа е само едно премостување или дополнително осигурување да ни помогне да се намали ризикот од трансмисија на инфекцијата. Значи, сите ние мора да бидеме свесни дека вирусите се сегде околу нас и е практично невозможно ние да не дојдеме во контакт. За да не дојдеме во контакт, треба да бидеме изолирани цело време, што повторно ја доведува во прашање логиката на екзистирањето и на битисувањето воопшто, така што, значи, она што ние треба да го сватиме во овој момент е дека имаме ситуација со очигледно недоволно познат вирус и агенс, вирус кој што не размислува, нема тој некои специјални мотиви, едноставно неговата цел е да се размножува, наоѓа нас како погодна средина за тоа и во таа насока било кој наше игнорирање на состојбата или велење дека можеби нема да ни се случи тоа или ова, може да биде единствено на наша штета. Ќе бидам искрен и понекогаш дури закамјува да го кажам, не е толку важно дали верувате или не верувате во постоењето на COVID-19. Оно во кое што сигурно треба да сте уверени е дека не сакате во моментов да имате било каков медицински проблем. Не мора да биде тоа COVID, корона инфекција или било што. Значи, моменталната преокупација на здравствените капацитети и фокусот на COVID-19 што трае веќе со месеци и ќе трае се уште е нешто кое што не доведува сите во опасност и уште повеќе не тера да бидеме внимателни кон себе и кон своето здравје, да внимаваме да не се разболиме од било која причина или да не се повредиме. Значи да ги сведеме ризиците на минимум. Ние за тоа дискутираме сега. Никој не може да ви гарантира дека вие нема да се разболите од овој или од оној вирус. Дискутираме за намалување на ризикот. А ризикот за трансмисија на вирусот е најголем таму кај што има други луѓе. Колку повеќе гужва, колку повеќе време, колку подолга комуникација, колку погласна комуникација. Тоа е ризик за трансмисија на вирусот и ние тоа мора да го прифатиме. Од друга страна, значи секојдневно се повторува многу експлицитно дека здравствените капацитети не се во можност да пружат идеални
здравствени устија не биле идеални никогаш. Меѓутоа зборувам квалитетна здравствена услуга на сите пациенти и во ваква ситуација заради преголем фокус на оваа проблематика, може би дел од други пациенти со други заболувања нема да добијат навремена, квалитетна подршка и терапија. Така да, навистина, треба да сме многу сериозни и да внимаваме на своето здравје од било кој аспект во екстремни пандемиски услови. Тоа е една работа. Втора работа што не е помалку важна е да внимаваме на нашето ментално здравје. Малце поразговаравме во воведот на емисијата. Не е голема филозофија ако кажеме дека сите ние сме под енормен стрес. Меѓу другото и дел од луѓето и затоа одлучуваат дека нема да ги почитуваат мерките преку глава име. Од се, верувајте ми, и мене ми е. Наситен е. Никој не се осеќава попријатно. Да биде и јас сакам да ми се вратат моите слободи и права и задоволства кои што сум ги имал, но мора да сме реални и да сватиме дека тој инет е само на наша штета. Значи сега е важно да го сочуваме и нашето ментално здравје, нашето кое што е под јак притисок од тоа што не можеме да имаме хоби некое квалитетно. Цело време мора да мислиме само на остварување на основните Ама и се што правиме во секојдневието, правиме под некој голем стрес, стрес да не се разболиме, така. Да не се разболи некој близок, да не се разболат колегите и така натака. Значи, стресот е огромен и мора да го менаџираме, да наоѓаме време за да ги правиме работите кои што ни причинуваат задоволство. Ако е тоа читање книга, може би се имаме повеќе време од обично. Ако е тоа дружење со блиските, со најблиското семејство, еве ни прилика плюс за разлика од обично и на тој начин да го пребродиме овој период. Се ќе заврши па и ова и едноставно секој мора да го даде својот придонес, меѓутоа јас пак ќе кажам, може би поеќе од себични причини. Размислувајте за себе и за семејството, а понатака од општи за општ благодет. Само така поставете го погледот и ќе ви биде јасно што се случува и што правиме во суштина. Еве сега воштинаш ќе се обратам до нашите гледачи, можете да забележите за што говориме, значи како имунитетот да го подигнеме за да се заштитиме во време на вируси, во време на пандемија како што е COVID-19. Претпоставам дека многумина од вас можеби се консултираат, прашуваат што да консумираат, што да користат за нели да се заакне имунитетот, бидејќи многу студии покажуваат господин Ачковски дека добар имунитет е итекако како да кажам многу битен фактор во однос на справување со вирусите и бактериите, да не нападнат сега. Дали е тоа точно и како сега еве да го поврзаме разболувањето со вирусните инфекции, воопшто бактериски се околу нас со имунитетот. Колку имунитетот има важна улога и тука би сакала повторно да апелирам до сите оние наши гледачи кои што не следат, ако имате некое прашање во однос на консумирање на суплементи, додатоци, витамини, слободно можете да се јавите да се исконсултирате со господинот Ачковски, бидејќи на вистина тој е, како што кажав, токму компетентен за ова да ви објасни што точно и колку да консумирате. Филип? Па еве во почетокот во првото прашање напоменавме една вистина, а тоа е дека вирусите во суштина се размножуваат во нашиот организам. Значи тие не можат да екзистираат сами, потребно е да дојдат во контакт со нас и заради тоа една од методите е нели да го спречиме контактот. Дали со зголемена хигиена. Дали зборуваме само за хигиена на раце, можеби зборуваме за зголемена хигиена на респираторната слузница, бидејќи таа е првото контакт место со вирусите. Па заради тоа сугерираме поготово за малите деца, кога одите во градинка, после враќање од градинка не е лошо да се направи едно испирање со солен раствор на назални вешоплини. Во конкретнава ситуација можда не е лошо да се направи испирање гаргара со солена вода и на грлото, па и со јодни раствори. Се тоа елементи од основната хигиена кои што ни помагаат доколку дојдеме во одреден контакт, ние секој ќе дојдеме во контакт со патогените, се насекаде меѓу нас. Не може да не дојдеме во контакт. Значи,
да преку добра хигиена на слузниците спречиме да дојде до нивно инфилтрирање во организмот. Втора работа е што доколку веќе ти е стигнат патогени во организмот, пред се мислиме на вирусите, како да го спречиме развојот на инфекцијата, бидејќи присуство на вируси и воопшто на патогени само од себе не гарантира болест или инфекција. И доста се зборуваше на оваа тема. Симптомите се нешто што доаѓа како следно. Најпрво тие треба да влезат во нашите клетки, да почнат да се размножуваат и како резултат на тоа ќе дојде до одредени симптоми. Дали ќе воопшто ќе се случи ова или не и во кој обем ќе се случи тоа, од тоа зависи како ќе бидат симптомите и тежината на сликата. Ако ние имаме добар имунитет, тоа значи една здрава средина во која што нашиот имун одговор кој што се базира на мал милион активни твари кои што ни помагаат тука да функционираме. Дали дискутираме тука за леукоцити, за лимфоцити, за макрофаги и така натака. Или дискутираме за антитела кои што се веќе мемориски клетки кои што претходно се сретнале со патогенот, па веднаш ќе реагираат. Значи се тоа делови од нашиот имун систем кои што доколку е во добра кондиција, во најголем број од случаите нема да дозволи да дојде до развој на сериозна клиничка слика. Значи, тоа е главната причина зошто ние треба да имаме добар имунитет, за да спречиме развој на посериозни симптоми на инфекцијата и нормално и други штети кои што вирусот, повторно кажувам, како неинтелигентно суштество ќе ги прави. Тој не бира орган кој што ќе го нападне. Неговата идеја е генерално размножување и заради тоа доаѓа прво во контакт со респираторниве органи, па понатака како во овој случај со коронавирусот, штети претрпуваат и другите системи во телото, и кардиоваскуларниот систем, и бубрезите и така натака. Така да, значи, многу е важно ние да имаме состојба на еден квалитетен имун одговор кој што ќе го спречи развојот на инфекцијата и штетите, а од друга страна е важно да бидеме во добро здравствена состојба, бидејќи статистиките што ги гледаме не се малку овие, тука се 8 месеци, меѓутоа тоа речиси цела година. Гледано на светско ниво. Статистиките покажуваат дека огромен процент од починатите имаат најмалку 2-3 коморбидитети и тоа јасно изразени. Покачена телесна тежина, дијабет, триглицериди, холестерол, срцеви проблеми со убрезите, проблеми со црниот дроб. Во огромен број од ситуациите тука сме ние виновни за овие состојби. Не е, можеби повеќе од 80% нашиот животен стил ќе донесе до тоа да дојде до развој на вакви состојби. Така да, кога јас зборувам за добар животен стил и како тој ќе ни помогне да превенираме или да останеме со помали штети од инфекциите, мислам и на сите овие работи. Ако зборуваме стрикно за внес на витамини, минерали или други материи кои што ние сакаме како луѓе да мислиме дека ќе ни помогнат брзо да се го напредиме нашиот имун одговор. Тоа сакав да потенцирам, некако имунитетот не се стекнува нели за 2-3 дена. На имунитетот се работи подолго време, првим преку здрав начин на живот, а подоцна и со внесување на некои суплементи. Не може ние сега 2-3 дена да консумираме нели некои суплементи и веднаш да добиеме јак имунитет. Тоа е процес кој што требало и пред појавата на пандемијата да го практикуваме на некој начин. Се надевам дека повеќето од луѓето го практикуваат тоа, ако е така е добро, ако не еве да им посочиме дека треба да го практикуваат. Се зборуваше многу за витаминот Д, за цинкот и за витаминот С. Дали се тие доволни 3 суплементи да се консумираат во борбата со COVID-19 или вие нешто би препорачале конкретно? Добро, во суштина мислам дека еден од бенефитите од оваа криза, ако има некој бенефит, е тоа што ќе почнеме малце посериозно да гледаме на нашето здравје и на превентивата воопшто. Една од главните превентивни моменти е добриот имунитет, кој што, како што рековте, не се гради за 2 дена, 3 дена и така натака, туку треба барем 2-3 месеци сериозно внесување во континуитет на квалитетни материи за да стигнеме до тоа. Витаминот С, да одговорам конкретно, витаминот Д и цинкот несомнено се едни од клучните елементи за да се постигне еден добар имун одговор.
Меѓутоа тука е прво важно концентрација во која што се внесуваат и како што реков време траењето и второ да знаеме што всушност секој од овие елементи постигнува. Сите тие три се ние велиме имуномодулатори. Тоа значи дека тие ни помагаат нашиот имуноодговор да биде засилен кога има потреба, меѓутоа и во друга ситуација да биде намален доколку тој оди во насока на уништување на нашите клетки. Така. Бидејќи кога действуваат клетките во организмот нападнати од вирус, мора да сватиме дека нашите клетки во суштина ги убиваат наши клетки инфицирани со вирусот. Така да тука мора да има модулација. Што прави во нашиот организм? Значи цинкот и витамин С конкретно се многу важни заради тоа што помагаат за да се изградат Т-лимфоцитите. Тоа се клучни клетки за имуниот одговор и заради тоа велиме кога се внесува цинк тој треба да биде барем во 10 милиграми концентрација на ден до 15, за да постигнеме соодветен ефект. Поготово кога е инфекција, тој се троши уште повеќе. Се троши уште повеќе и доколку ние имаме некои заболувања, на пример, доколку црниот дроб ни е заболен или имаме стеатоза, замастен црн дроб, нас ќе ни требаат уште повеќе концентрација затоа што го губиме, не се извлекува од исхраната. Так. Витаминот С ни треба во концентрации, значи негде околу велиме минимално 100. Меѓутоа тоа зборуваме за нормална состојба кога не се очекува инфекција и треба да го внесуваме за постојаните тековни процеси. И ние ќе го внесеме, тој не е дефицитарен преку храната. Так. Значи имаме агруми на располагање, имаме јаболки, имаме пиперки, имаме плодна почва, македонска и слично, можеме да го внесеме. Меѓутоа нас кога е вака сакаме да направиме превенција, нас ни требаат од 200 милиграми нагоре до 1 грам па и повеќе кога е тековна инфекција. Така да такви количини нема шанси ние да влеземе со храната нема, да. Значи мора да се суплементира во соодветни количини. Нема голем ризик заради тоа што е водорастворлив па се изфрла. Па се излачува. Додека витаминот Д? Витаминот Д по сите истражувања и понови е доста дефицитарен, поготово кај луѓето кои што јадат се на вегетаријанска исхрана или веганска уште повеќе. А е уште повеќе дефицитарен затоа што животот се промени, многу сме во затворен простор, бегаме од сонце бидејќи има штетни ефекти и слично, а витаминот Д се ствара претежно под дејство на UV-зраците во летниот период. Така да за малите деца зборувам се препорачува суплементација практично обврзно до 2 години. Дискутираме за 400 интернационални единици или околу на ден. Кај возрастните се предпоставува дека доколку имаме нормална исхрана, доколку внесуваме риба 2 пати неделно и така натака, ќе можеме да го внесеме во доволни количини, меѓутоа сега кога е ситуација да ние сме под ризик за нашето здравје, поготово во зимскиот период, минимално 400 интернационални единици да внесуваме, а доколку сме во инфекција и до 2000, па и до 4000, нема голема штета, макар што повторно зборувам, тоа не би требало да важи за во летен период и во ситуации кога сме ние во добро здравје, бидејќи сепак е тоа значи еден витамин кој што се складира во масти и може да имаме штета доколку претераме со неговата примена. Дали е доволно во вакво време на пандемија да консумираме 1000 милиграми витамин Д на ден? Дали е многу или е во зимски период сметам дека не е многу, дека не е многу, пак велам зависно од возраста на човекот, различни се потребите. Возрастен човек има потреби од 800 до 1200. Боруваме сега за машко, женско, телесна тежина и слично. Така да воопшто не дискутираме за големи концентрации. Сакав да напоменам дека тие три не се единствени потреби за стимулација или за имуномодулација. Ние дефинитивно мора да имаме соодветна пробиотска суплементација континуирано, особено доколку не јадеме доволно свежа храна на база на овошје, житарки некои и така натака. Пробиотиците се докажани, значи имуномодулатори кои се добри не само за гастроинтестиналниот тракт, туку
поготово некои соеви специфични го скратуваат и времетрењето на респираторните инфекции, што е важно во конкретнава ситуација. Така да дискутираме за пред се за млечно-киселински пробиотици кои што се најбезбедни и најефикасни, меѓутоа во концентрации некаде од барем 2 билиони единици на ден. Не треба да се заборават и бета-глуканите како доста безбедни природни стимулатори, кои што повторно дискутираме за концентрации од 500 мг па нагоре, има сега и до 1200-300 мг во формулации на пазарот зборувам, кои што се за дневна употреба, а кои што се многу добри, затоа што сите овие до сега што ги зборував, и витамин С, и витамин Д, и цинк, и пробиотици, тоа е све окей, ама тие нема веднаш да дадат резултат. Треба да ги внесуваме од претходно време, така. Бета-глуканите, значи за 2-3 дена веќе може да предизвикаат значаен ефект во дејствувањето на макрофагите, тоа се оние први клетки кои што први доаѓаат во контакт со патогените во организмот. Да речеме клетки кои што едноставно ги уништуваат сите патогени кои што доаѓаат без некое особено размислување и така натака. Сега бета-глукани, кога ќе поидеме во аптека, нели да кажеме бета-глукани или нешто поконкретно треба да им се? Значи има многу можности и варијанти. Она што е важно кога дискутираме за бета-глуканите се концентрацијата, која што реков, над 500 мг на ден до 1300 отприлика. Има на пазарот и втора работа, тоа е нивното потекло. Така? Значи потеклото. Има различни потекла, меѓутоа она што е најважно е тие да бидат од квасци. Потекло од квасци, бидејќи сите студии покажале дека бета-глуканите со потекло од квасци исполнуваат најдобри, значи својства во смисла на стимулација на имунитетот. Филип, немаш многу време, би сакала куса само како да знаеме дека немаме добар имунитет. Кои се тие знаци што би ни укажале дека имаме слаб имунитет? Тоа значи дека често настинуваме. Што би ни покажало? Тоа е многу добро прашање и доста широко во суштина. Меѓутоа, човекот со пад на имунитетот почнува да покажува некои симптоми. Зависно од човекот тие се различни. Кај некои имаме се појавува обложеност на јазикот. Кај друг доаѓа до појавување на херпес, кој што ние го имаме, и добар дел од нас го има. Тоа е еден класичен пример на пад на имунитетот. Доаѓа кога се појавува херпес, тогаш точно така. Тоа е класична насока на тоа дека ни е имунитетот ослабен. Се чувствуваме изнемоштено и слабо. Кај некој доаѓа да речем до замор, течење на нос, болки во грлото, болки во мускулите и во костите, вртоглавици. Дали е вака пластично вака да ве прашам, дали ако неколку пати во годината настинуваме, тоа значи дека имаме слаб имунитет и треба да работиме континуирано на него? Или ако ни се случуваат вакви работи? Не е чудно да настинеме и се очекува дека 2-3 пати и здрав човек би настинал во тек на годината. Повеќе ситуацијата во тоа како тоа ќе го пребродиме. Како ќе го пребродиме тоа? Дали ќе има штета, дали ќе легне во кремет или дали ќе треба да пиеме антибиотици или не? Апсолутно, не можеме ние да очекуваме дека нема да ни протече нос 20 години и така натака. Така да реално немам уште многу време, би сакала да прашам, бидејќи на почетокот кога се говореше за COVID-19, според она нели испитување на крвната слика се говореше дека не реагираат лимфоцитите на овој вирус. Обично кога имаш вирусна инфекција, кога ќе направиме крвна слика, сте покачани лимфоцитите, така? Ако има бактериска, се покачани леукоцити. Значи, додека за ковидот не реагираа лимфоцитите. Тоа се специфики кои што овој вирус ги дава и други. Специфики меѓу кои што меѓу другото заради тоа е и важни и одредени лабораториски испитувања. Сега веќе се контролираат и други параметри, се контролираат димерите, многу важна, D-димери, многу важна работа, затоа што нивното значајно покачување може да асоцира на
ризик од тромбоза и така натака, и тука и на фатален ишод или тешка форма на болеста. Так. Важно се контрола на ЦРП-то, се покажа дека доколку вредностите на ЦРП по статистика од пациентите кои што веќе го имале се високи, околу 26 и повеќе, постои голем ризик, значи ЦРП е протеин кој што асоцира на воспалението, значи постои голем ризик во следните денови да дојде до интензивен процес и штетата да биде поголема. Така да немојте да ги избегнувате крвните слики и одредување на овие параметри. Не, поентата ми беше во однос на лимфоцитите дека нели лимфоцитите се оној одбранбен систем против вирусните инфекции. И ако сакам да кажам, ако на некој начин работиме на својот имунитет, можеби пак ќе го подигнеме на повисоко ниво за можеби лимфоцитите и да почнат да реагираат. Тоа не е спорно, меѓутоа пак ќе кажам, значи нашиот организам секако ќе реагира. Него му требаат неколку дена за тој да изврши продукција на соодветни лимфоцити кои што ќе действуваат. Заради тоа и така ги наведов овие фактографски, овие витамини, минерали и бета-глуканите намерно ги споменавме, затоа што први на реакција се макрофагија. Додека да дојде до лимфоцити треба неколку дена за значи сега колку што ве разбрав, за оние кои што не работеле многу на својот имунитет, подобро е да користат веднаш бета-глукани, така? Најдобро е да имаме оптимален внес од сите овие 5 барем, да се трудиме здраво, прво да се храниме здраво, апсолутно. Да консумираме овоше, зеленчук, интегрални житарки, доволен внес на вода 2 до 3 литри и слично. Меѓутоа и да го засилуваме, поготово и да не е корона криза. Есенско-зимски период, 3 месеци барем. Од октомври до нова година треба да засилуваме имунитет, бета-глукани, цинк, витамин С, витамин Д, пробиотици. Па може после тоа пауза да направиме, па повторно на преодот. Може ли само за крај ова да го доставам како ваша порака до нашите гледачи? Апсолутно. Вака, еве Филип на задната страница од книгата вели вака: не заборавајте да одвоите барем 30 минути дневно време за физичка активност. Ако имате зголемен холестерол, избегнувајте бел леп, лиснато тесто, полномасно млеко и млечни производи, свинско месо и сушени свински производи, путер, свинска маст, маргарин, пржен зеленчук, колачи со путер, торти. Избегнувајте кофински напитоци, цигари и прекумерна употреба на алкохол пред спиење, со цел да не го пореметите вашиот сон. Мислам дека ова е добар совет и само како за крај би сакала да нашите гледачи да посочиш каде би можела да најдат вашата книга. Книгата може да се набави во книжниците на литература, може да се набави и на интернет со директна достава на страница.mk. Филип, ти благодарам за денешното гостување. Јас веќе на крајот на ти преидов, бидејќи се знаеме долго време. Се надевам дека ќе имаш успех во сето на што го работиш. Се надевам дека сето брзо ќе помине, барем да се надеваме дека ќе биде така, нели? Па ќе можеме нели повторно да разговараме за некои други теми. Благодарност за поканата и да останеме во добро здравје. Така. Се чуваме сите. Почитувани гледачи, толку за денес ова денешно издание на Ваш термин. Значи, гостин во денешното издание беше магистар по фармација Филип Ачковски. Ви посакувам да ги слушате сите оние препораки кои што нели веќе постојано 8 месеци се говорат, да останете во добро здравје и чувајте го своето здравје. Ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.